Почитувани, професионалците Ленче Ристовска и Гаврил Бубевски се однесувале како алфа и омега во СЈО, а денес се прикажуваат како жртви, додека Катица Јанева ги делала предметите на нејзините тимски играчи од добиените бомби од страна на СДС и ЗАЕВ. Вака вели во своето сведоштво на телевизиско гостување поранешната обвинителка во СЈО Лејла Кадриу. Пред да почне со работа специјалното јавно обвинителство, биле одбрани 7 од вкупно 12 обвинители, додека пак останатите 5 кои што требале да се приклучат, се приклучиле за многу кратко време, само поради фактот што еден од тие 5 обвинители морал да биде Гаврил Бубевски. Се чекало на амин од страна на Зоран Заев за овој тим да се оформи и да почне со работа. Специјалното јавно обвинителство кое било користено за интересите и потребите на СДС, информации кои ние долго време ги говоревме, денес веќе се потврдуваат. Дека станува збор за договор на Катица Јанева и Зоран Заев во тоа време, говори сведоштвото на Кадриу која вели дека Јанева на своите вработени им кажала дека на ден 30.12.2015 година не мораат да дојдат на работа, туку да си ги спојат тие денови, односно со празниците и да одмараат дома. Но една од оние кои не го направиле тоа била и Лејла Кадриу, која сведочи како тој ден, кога не требало никој да има на работа, Зоран Заев, Радмила Шекеринска и други лица биле во СЈО и носеле материјали кои незаконски ги примиле Ленче Ристовска, Гаврил Бубевски, Фатиме Фетаи и Лиле Стефановска. Дополнително на ова, сите така наречени бомби биле прво праќани до јавното обвинителство, за потоа да бидат проследени до СЈО, за Катица Јанева да ги распореди кој предмет за кој обвинител да го работи. Ристовска, Бубевски, Фетаи и Стефановска биле толку големи професионалци во својата работа, што овие пријави од Зоран Заев ги преземале без никаков записник, што е спротивно на законите и отвара дополнителен сомнеж за веродостојноста на истите. Од една страна ја имаме Ристовска, која сака да биде државен јавен обвинител, која во тие моменти била воодушевена од присуството на Заев и Шекеринска, нешто кое што во својата работа не смее да го покажува. Имено дали баш на овој начин Ристовска би го водела и обвинителството со симпатии кон одредени структури во државата. Од друга страна го имаме Гаврил Бубевски, човек кој самиот се фалел дека не смеело ништо да помине, токму без негово одобрение во специјалното јавно обвинителство, човекот кој имал 4 телефони и на секој телефон добивал различни насоки од луѓе кои му кажувале кој предмет, кој обвинител да го работи. Со тоа, директно на дворешни структури, односно Зоран Заев и СДС, влијаеле на епилогот на овие пријави. Овие професионалци кои денес глумат жртви треба да се извинат за она што го правеле во минатото, по сведоштвата на обвинителката Лејла Кадриу, личност која ја делела истата канцеларија токму со овие луѓе. Не смееме да дозволиме партиски инструирани личности да го водат повторно да ги водат односно овие правосудни органи. Правда и одговорност мора да има. Ви благодарам.